Почитувани гледачи, ова е светот денес на Тера. Еве што ќе гледате во вечерашното издание. 295 лица загинаа, малезискиот Боинг е соборен, но од кого? Битолска занетчиска вечер на Магнолија. Битолската ВМРО ДПМН го прослави 24-тиот роден ден. Туристичкиот сјајна преспа. Светот во шок по соборувањето на малезискиот патнички авион со преку 280 патници. Авиокомпаниите не летаат над украинскиот воздушен простор. Политичарите бараат итна истрага, како што соопшти денеска Малезиското министерство за транспорт. Во патничкиот авион кој вчера се урна во источниот дел на Украина, најбројни биле холандските државјани. Точниот број изнесува 173. Холандскиот премиер Марк Рут изјави дека четврток е црн ден за Холандија, а падот на авионот веројатно е најлошата авионска несреќа во холандската историја. 44 патници биле на Малезија, меѓу кои 15 члени од екипаж и 2 новороденчиња. Потоа 27 австралијанци, 12 индонезици, вклучувајќи едно бебе, 9 британци, 4 германци, 4 белгијци, 3 филипинци, 1 канаѓанец и 1 државјанин на Нов Зеланд. Се уште не е утврдена националноста на 20 патници. Германската канцеларка Ангела Меркел денеска изјави дека одговорните за уривањето на малезискиот авион над источна Украина, во кој загинаа 298 цивили, мора да бидат изнесени пред лицето на правдата. Според неа постоеле многу индикации дека авионот бил соборен. Меркел додаде дека е неопходен итен прекин на огнот за да може да се дозволи независна истрага за трагедијата. Таа исто така оцени дека нема алтернатива на дијалогот со рускиот претседател Владимир Путин. Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун закажа итна седница на Советот за безбедност. Авионот падна денот како Вашингтон ги заостри санкциите против Русија, бидејќи не презела мерки за смирување на сепаратистите. Претседателот Владимир Путин одговорноста за трагедијата ја префрли на Украина. Сакам да нагласам дека оваа трагедија немаше да се случи ако имаше мир и ако не продолжеа воените активности на југоистокот на Украина, рече Путин. Украинските безбедносни служби објавија дека имаат, како што соопштија, 2 пресретнати телефонски разговори со кои се докажува дека бунтовниците се одговорни за соборувањето на малезискиот авион. Во првата снимка, според службите, командантот на бунтовниците Игор Безлер му вели на офицер на руското воено разузнавање дека бунтовничките сили вчера собориле авион. Во втората, двајца бунтовници, од кои еден на местото на несреќата, велат дека нападот е изведен од единицата на бунтовниците на 25 километри северно од локацијата на падот на авионот. Ниедна од овие снимки не е потврдена од независни извори. Шефот на украинската државна безбедност Валентин Наливјаченко изјави дека ќе сторат се за да бидат казнети руските војници кои го сториле ова. Игор Гиркен, познат како Стрелков, лидер на проруските сепаратисти во Украина, потврди дека тие го урнале малезискиот авион. Бевте предупредени да не летате над нашето небо, изјави тој. Како што оценуваат медиумите, тој мислел дека е урнат украински транспортен воен авион, но кога сватил дека се работи за патнички авион, веднаш побарал изјавата да се отстрани. Инаку тој е министер за одбрана на сепаратистичката непризнаена Донецка народна република. Обама и Путин телефонски разговарале за соборениот авион. Украинскиот претседател пак вели дека тоа не е дело на Украина. Истото го вели и Путин. Авионот на Malaysia Airlines што беше соборен летел на речиси иста маршрута како и авионот на претседателот на Русија Владимир Путин, непосредно пред несреќата во која загинаа 295 луѓе, јави руската новинска агенција Интерфакс цитирајќи своји извори. Можам да кажам дека авионот на Путин и малезискиот Боинг се разминале на иста точка и на иста висина од 10.100 метри. Претседателскиот авион беше таму во 16 часот и 21 минута по московско време, а малезискиот авион во 15 часот и 44 минути по московско време, изјавил анонимниот извор за новинската агенција пренесува Russia Today. Контурите на авионите се слични, димензиите исто така се многу слични, а што се однесува до боите на толку голема оддалеченост, тие се речиси идентични, додал изворот. На Блискиот исток голема војна го вознемирува светот. МНР со предупредување за македонските граѓани кои патуваат во Израел. Израелските трупи, поддржани со војни авиони и тенкови, навлегоа во појасот Газа во операција која има за цел да ги запре ракетните напади и да ги уништи тунелите на Хамас. Израелската копнена војна операција во појасот Газа од синоќа е во полнек. Армијата го бомбардира појасот од воздух и од море, како и од тенковите кои се стационирани покрај границата. Бројот на жртвите меѓу палестинците продолжува да расте и достигна 260 луѓе од почетокот на нападите пред 11 дена.
Израел денеска потврди дека еден војник загинал во борбите со припадниците на Хамас, додека меѓу 19 загинати палестинци има и едно 5-месечно бебе. Палестинското радикално исламистичко движење Хамас преку својот портпарол соопшти дека израелската копнена операција во појасот Газа ќе има ужасни последици и се закани дека Израел ќе плати висока цена за таквиот непромислен чекор. Израелската армија објави дека операцијата во појасот Газа нема за цел да го собори од власт Хамас, туку да нанесе удар на инфраструктурата и да се заштити цивилното израелско население. Таков е светот денес, а еве што ќе гледате во продолжение на вестите. Туристичкиот сјај на Преспа. И за други теми по кратката пауза, останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: колку пари ќе потрошиме за годишниот одмор? До 500 евра, од 500 до 1000 евра, повеќе од 1000 евра. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Пред демонстрантите се обрати градоначалникот на Струга да ги повика на мирни протести, но да го кренат гласот за ослободување на притворените. Исто така повторно се разгледа и случајот Сопот. Министерството за надворешни работи издаде препорака до граѓаните се воздржат од патување во Израел, особено во подрачјата на 50 км од појасот Газа заради влошената безбедносна состојба. Нападот на аеродромот во 2012 година во кој загинаа 5 израелски и 1 бугарски државјанин го извршил либанецот Мохамед Хасан Ел Хусеини, соопштија бугарските власти. Израелската армија побарала од владата да дозволи дополнителна мобилизација на 18.000 резервисти за проширување на копнената операција. Светската заедница на заборени од СИДА соопшти дека жали за загубата на експертите за болест кои беа меѓу патниците во малезискиот авион. Тие патуваа на глобалната конференција за СИДА во Австралија. Портпаролот на Советот за безбедност и одбрана на Украина изјави дека малезискиот авион летал надвор од зоната на действување на украинската противоздушна одбрана. Тој наведе дека за време на трагичниот инцидент украинските воени авиони не биле во воздух. По план небо во битолската полиција пресконференција за запленета стока. Денешната акција која е спроведена во градот Битола е една од редовните наши активности на координативното тело, како што беше и претходно во Куманово, во Скопје и во Охрид. Еве денеска сме во Битола, значи не ни е прва таква акција од овој карактер, кај што има повреда на интелектуалната собственост и согласно пристигнатите пријави од страна на институциите кои што имат поднесено пријави до координативното тело во повреда на интелектуална собственост, денеска беа исконтролирани неколку правни субјекти во Битола, Зелениот пазар во Битола, 4 кабловски телевизии и геодетските друштва. Сите тие се во делот во повреда на интелектуална собственост, односно по Законот за индустријска собственост и Законот за авторски права. И нормално кривичниот закон. Инспекторите наши ги сконтролира 6 правни субјекти, геодезите, значи геодетските друштва, и во тие геодетски друштва се пронајдени неправилности во нивното работење и од страна на инспекторите се одземени компјутерите, нормално тие што немаат лиценциран софтвер, било тоа да се работи во делот од Microsoft или од MacroStation или во делот на Autodesk. Значи тие ќе бидат одземени и од страна на инспекторите ќе бидат поднесена соодветна пријава.
Битолска занаетчиска вечер на Магнолија во организација на регионалната занаетчиска комора. Организаторите велат дека настанот е со цел да се збогати фестивалот Битфест, да се покаже нашето пред странците и самите учесници да се представат. Оливера Михајловска. Битолска занаетчиска вечер на плоштадот Магнолија во рамки на Битолското културно лето, а во организација на регионалната занаетчиска комора од Битола, се случи вчера во приквечерието. Организаторите велат настанот е со цел да се збогати фестивалот, да се покаже нашето пред странците и самите учесници да се испрезентираат. Занаетчии како занаетчии по кои и Бабам Битола е позната, синоќа немаше многу. Повеќе беа ракотворци, цртачи на слики, понекој дуборез и предмети изработени по дома. Творештвото на занаетите бара други услови за презентација, велат од комората. Морам и како млади ве подразочарал дека занаетчиството веќе драстично не опаѓа, не само во Битола и пошироко на ниво на Македонија, од кои причини познати има некој кој сум зборувал доста помладок од наш кој не сака да изучува занаати, па имаме други бенефици кои изискуваат, па не можеме да ги добиеме и така натаму. Затоа што Битола беше навистина. Јас за мои години, долги години јас ја водам и занаетчиската комора во Битола, ние сме имали во Битола само 2200 занаетчи. Кај нив можеше да се најде секогаш во просек по 2-3 ученика. Кај нив можеше да се најде секогаш во просек по 2-3 работника. Меѓутоа, за жал, сега тоа го нема. Како комора се занимавале со разрешница на мистеријата зошто изумира занаетот во Битолската чаршија. Исчезнува пополека затоа што ипак добро познато вас како новинари, вие сега младиот свет е тргнат претежно повеќе, достигнува до една цел со својата возраст, веднаш сака да почне да работи, веднаш сака да почне да заработува и нормално секако и поварен живот. Покрај сето тоа актуелно што моментално сега и бегање во странство и тоа е еден дел што го немаме од помладокот. Ното стручно образование, насоченото образование кое навистина се ваѓаат кадри несоодветни за денешни услови каде што вистина што посакува нашето стопанство и нашето занаетчиство. Упорноста за преземање мерки за развој и возобновување на занаетите останувала, но резултати немало. Од секогаш сум сакал да постигнем една цел која вистински да се врати дел од занаетчиството, но видов за жал многу тешко. Од причините што ви кажа претходно малце дека можеби ке има некои промени, али за жал сега моментално нема на повидок дека нешто ќе се врати. Една причина и друга е што ево ние од Костана сите знаете дека средното насочено на образование е обавезно. Веќе кога ќе завршите средно училиште, тој не бара да учи занат, него бара да продолжи или факултет или нешто друго. Така да, како велат она по старите луѓе, и јас може да припаѓам во нив сега пополека, железото се кова додека е свито. Смета дека децата од мали се учат, искуства што западните земји ги следат. Каде што децата се насочуваат од 7 одделение кое зошто е родено. Кај не собрат. Децата, ако ќе завршат средно или 8 одделение, се запишуваат на школу, само колку да одат на школу, а не дали тој ќе му важи или не ќе му важи, како и сега што е случајот, например, со агенциите за вработување, со преквалификација до квалификација, сертификати, што за мене тоа не е добро, затоа што секогаш се постигнува целта на време кога треба вистински да се делува на некој работа. Оваа манифестација традиционално се одржува во рамки на Битфест 5 до 6 години наназад. Битолската ВМРО-ДПМН синоќа во домот на армијата го прослави 24-тиот роден ден. Порачаа дека сплотеноста е нивната заедничка гаранција дека ВМРО-ДПМН никогаш нема да отстапи од зацртаните цели, односно интересот на татковината. Маја Богоевска. Синоќа Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН од Битола ја прослави 24 годишнината од своето постоење. Председателот на комитетот во својот говор истакна дека кога се формираше комитетот, основачите беа обединети и знаеа што сакаат. Цврсто веруваа дека тие се генерацијата која има можноста и честа да го прифати историскиот предизвик и со силна верба во сопствените капацитети и голема самодоверба да се избори за ова што го живееме денес. Пред себе го имаа примерот на некогашната ВМРО
и со голема почит се однесуваа кон пролеаната крв на генерации патриоти, чија идеја и визија ние денес имаме привилегија да ја живееме во стварноста. Според него, одговорноста е голема кон сите оние кои ги дале своите животи за Македонија. Заради сите нив, знаени и незнаени, заради нивниот спомен и крвта која пролеа, ние денес мораме да го чуваме споменот и никогаш да не згасне пламенот што тие го запалија. А за да го постигнеме тоа, мораме да бидеме единствени и сплотени како никогаш досега. Историјата не учи дека не единството значи слабост. Многу од нашите херои пострада од предавство и не единство кое не прави ранливи и му дава шанса на душманите. Затоа, браќа и сестри, заради Гоце, Даме, Сугаре, заради Ченто, Шатев, Богдановски, Шамбето, заради аманетот на сите наши предци, мораме да бидеме силни и сите да делуваме како еден. Силата на ВМРО-ДПМН е во тоа што секој е важен, вели тој. Новите сили кои внесуваат свежина во крвотокот и нашите стари, добри и незаменливи членови кои ги крепат темелите. Токму во тоа што ние не се делиме на млади и стари, на некогашни и нови, на повеќе или помалку образовани, токму во тоа е клучот на нашиот успех. Нашето единство е нашата сила. Зборот единство е содржан и во нашето име. Единството е тоа што повеќе од кога и да е во овој момент и е потребно на нашата Македонија, која сите заедно, како едно, ќе продолжиме и да ја сакаме, да ја браниме и да ја граниме. Порача дека сплотеноста е нивната заедничка гаранција дека ВМРО-ДПМН никогаш нема да отстапи од зацртаните цели, односно интересот на татковината. Пари и злато украдени во Ресен. Вчера во Ресен непознат сторител со употреба на подесен алат извршил тешка кражба во куќата на НУ 47 годишен, при што одзел 14.000 евра, 5.500 американски долари, 200.000 денари и разновиден златен накид. Се преземаат мерки за откривање на сторителот. Плажите кај Преспанското езеро се уредени, а условите за одмор на туристите значително се подобрени. Сјајот на Преспа последните години се враќа. Маја Богоевска. Иако пред неколку години ретко кој помислуваше летните горештини да ги победи со разгладување во Преспа, сега сликата е сосема поинаква. Пред повеќе од 20 години Преспа беше првата туристичка дестинација, особено за битолчани, но потоа Преспа се претвори во место кое сите го избегнуваат, запуштено со грмушки трња, несредени плажи. За среќа од пред 4 до 5 години бизнисмените и туристите решија дека треба да се врати нејзиниот сјај. Со исчистени плажи, ситен песок, новитети и пријатна услуга. Преспа почнува да личи на некогашната топ дестинација. Посетителите се позадоволни, а и концесионерите и гостителите исто така. Условите за одмор на туристите значително се подобрува, иако треба уште многу да се направи. Природните убавини, манастирите, тишината која ја нуди Преспа е она што ги привлекува туристите тука. Наскоро ќе започнат и активностите за уредување на вкупно 600 метри плажа на Преспанското езеро. Предвидено е во рок од 4 месеци да биде завршено уредувањето на плажите, со што истите ќе бидат подготвени за пречек на првите туристи во текот на следната туристичка сезона. Теренот на кој ќе бидат уредувани плажите ќе биде нивелиран со песок, а функционално планираниот простор за плажа е решен како единствена целина со содржини од услужен карактер. Особено внимание ќе се посвети на тоа да не биде нарушен екоинтегритетот на околината, односно флората и фауната во непосредната близина на плажите. Ке се гради насип на река Елешка на вливот во река Црна. Под координација на општина Новац и со заеднички сили Битолско поле, Центарот за управување со кризи, РЕК, Македонски шуми, Пелагонија и Стентон градба ќе започнат со изградба на насип на реката Елешка, на самиот влив во реката Црна, со цел заштита на земјоделски површини и пумпите од рек Битола. Започнуваме со изградба на насипот на почетокот на месец август и градежните работи треба да бидат завршени во рок од 1 месец. Изградбата изнесува околу 50.000 евра и ќе биде заеднички финансиски инвестирана од страна на сите инволвирани страни. Изградбата на насипот е од голема важност како за земјоделските површини кои постојано се поплавуваа во пролетните месеци од напливот на вода, од топењето на снегот, а предпоставуваа и опасност за пумпите кои се тука поставени. Насипот беше пробиен и итно е потребна санација заради превенција и спречување на тамошни поплави и големи штети, вели градоначалникот на општина Новаци Лазар Котевски.
Општина Новаци често се соочува со поплави на нејзина територија. Последните кои ја зафатија беа минатата година. За големиот настан во наредната најава. Мексиканскиот Хенри IV во Битола на Шекспир фестивалот. И за други случувања по кратката пауза останете со нас. Животот и делата на битолчанецот доктор Кирил Македонски. Промоција на книгата Во мое име на Менда Младеновски. Презентирана изложбата Моја инспирација. Представите од тело Смртта на трговскиот патник и Без паника учествуваат на повеќе културни манифестации низ Македонија. Млад македонски иселеник исчезна во Австралија. Австралиската полиција започна голема истрага по исчезнатиот Давид Јосифовски, австралиец со македонско потекло, за кој семејството не знае каде е во изминатите 7 дена. Последен пат тој е виден на 11 јули околу 6 часот и 30 минути на аеродромот во Перт. Но според досегашните сознанија не се качил на ниту еден авион. Тој има 25 години, тетоважа на раката, крст со македонското сонце и изразита тетоважа на целиот грб. Со театарската представа Хенри IV од Мексико утре со почеток во 20 часот и 30 минути во Народниот театар во Битола ќе биде отворено второто издание на Шекспир фестивалот. Manera somos primos, ¿no? Da. Y nos vamos a subir al teatro y a expresarnos con ustedes. Бих сакал да се заблагодарам на мојата компанија која што го возможува го гостување тука, меѓутоа и на домакините на некој начин и покрај толкавата голема оддалеченост, значи станува збор за некои 30 и нешто часови пат по кој што тие требаше да стигнат до Битола, се чувствуваме како некакви роднини, во смисла театарски роднини и некако сретнување на театарската историја која што доаѓа од запада, која што сите ја негуваме и чествуваме на место каде што се сретнува со некакви антички почетоци на театарот кој што можеби се случувал тука. И сакал да се заблагодари дека се чувствува иако на толкава голема растојање како значи нови пријатели и роднини далеч. Играм еден од најзначајните улоги кој што го ја напишал Шекспир, тоа е ликот на Фалстаф, човекот кој што се бори за живот и кој што не охрабрува да го прегрнеме животот да живееме. Фестивалот на народни патриотски песни Македонски непокор во рамките на Битолско културно лето денеска донираше телевизиски приемник за Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух Кочорацин. Оливера Михајловска. Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух, говор, глас и други пречки во развојот Кочорацин во Битола денеска доби донација, ТВ приемник од Советот на фестивалот Македонски непокор. Јас како председател на Фестивалскиот совет Македонски непокор, што е под покровителство и во склоп на Битфест Битола, покровителство на градоначалникот на општина Битола, господин Владимир Талевски, ми представува особена чест да го доделиме како донација за ова училиште Кочорацин овој ТВ приемник. Благодарам за што се сетивте на нас, на донацијата што ние дадовте. Нашите деца посебно ќе се израдуваат, а оваа донација подхитно ќе се стави во една од училниците и со тоа ќе се подобри текот на наставниот процес, односно самата визуализација, бидејќи овие деца најповеќе учат кога нештото го гледат. Фестивалот на народни патриотски песни Македонски непокор е во рамки на Битолското културно лето. Одлучивме едногласно како фестивалски совет да скратиме од нашите хонорари, да купиме еден ТВ приемник и да му го доделиме на дечината. А за донации ветуваме дека секогаш кога ќе можеме, како продукција, Савевски, исто така имаме голема поддршка од нашиот пратеник, од господинот Васко Наумовски, кој е представник на македонците од Австралија, Нов Зеланд и Азија. И се разбира, каде што ќе може, ќе одвоиме, а во план сме и организирање и на концерти хуманитарни за секакви пригоди и хуманитарни настани.
Инаку овој фестивал по втор пат се одржува во рамки на Битфест и останува како дел од оваа манифестација и понатаму. И до година, како што велат, планираат да го интернационализираат преку зголемувањето на бројот на учесници на фестивалот, посебно од прекуокеанските земји. Со Даниел Кајмаковски и голема плескавица почна годинашното издание на Пивофест. Стево Бешуровски. Во Прилеп синоќа беше отворен 12-тиот Пивофест. Илјадници посетители од земјава и странство беа во центарот на градот. Пред 1,5 минута го запознав Даниел Кајмаковски. И ме гушна! Живи се! Гостите на официјалното отворање ги поздрави градоначалникот на Прилеп. Дека фестивалот на пиво е 3 во 1. Пиво, скара вкусна и многу забава. Кајмаковски изјави дека ова е големо искуство за него затоа што е прв пат дел од манифестацијата и прв пат настапува со свој бенд. Слабо ме слушам. Кој Даниел? Па нормално, Даниел Кајмаковски. Добро се Прилеп! Една од двете најголеми пиварници во земјава, Скопската, на спектакуларен начин токму на Пивофест го одбележа 90 годишниот јубилеј, зашто за сите гости на фестивалот беше приготвена плескавица од 90 кг месо. Плескавицата 4 часа ја приготвуваат 24 вработени во хотелот Салида. Пивофест со програма продолжува и во наредните денови. А сега да видиме какво време не очекува во следните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Довидување.